студиото со вас, Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Средба помеѓу Мицковски и Таравари ќе има, потврдија и двете страни, но никој не открива кога би се случила средбата. На неа ќе треба да се договорат деталите за идната соработка. Мицковски денеска уверуваше дека односите во владината коалиција се одлични. Али Ахмети пак негира дека имал разговори со Таравари, иако партнерите од Вреди го обвинија дека воделе директни разговори за заеднички настап на локалните избори. Средба Мицковски Таравари за да се дефинира статусот на алијанса на албанците во владата или надвор од неа. По расколот во Вреди ке има, но ниту премиерот, ниту лидерот на алијанса не откриваат кога и каде. Првичните најави беа дека тоа ќе се случи токму по 1 мај. И покрај тоа што албанскиот партнер во владата се трансформираше, и тоа Меджитика Сами Ибрахими формираа партија Вреди, а Таравари најави самостоен настап на локалните избори дури и по цена да ја напушти владината коалиција. Мицковски тврди дека односите во владата се одлични. Кога се очекува? Средба со Таравари. Па ќе се случи, да. А каква е состојбата во владината коалиција, господине премиер? Одлично. Одлично. Таравари вели дека во наредните неколку денови веќе ќе биде прецизирано кога и каде ќе се сретне со премиерот. Од друга страна и лидерот на Дуи Ахмети, со кого Таравари пред еден месец имал телефонски разговор токму на темата за локални избори, сега вели дека нема комуникација со алијанса на албанците, но е задоволен што Таравари ја напуштил Вреди. Ние го поздравуваме чинот на Таравари што свати дека оваа влада не представува ништо друго освен антиалбанска влада која што дојде на власт со антиалбанска платформа. Во моментот кога неговото учество во владата нема да биде добро за Таравари, тој може да се тргне, но тоа се негови работи, не се наши ниту на Европскиот фронт. Тие се внатрешни работи кои што господинот Таравари треба да ги менаџира. Колку што јас гледам, влен повеќе не е влен, туку е лен. Дуи нема опонент, треба да бидеме искрени во оваа насока. Дуи се уште е народно движење и се уште е партија каде што се дел сите оние кои што се заинтересирани за тоа да го водат народот напред. Ахмети вели дека и внатре во Европскиот фронт што го предводи Дуи се уште не е разговарано за распределбата на колачот за локалните избори, но не исклучи комуникација и со СДСМ и покрај тоа што поранешниот владин партнер под водство на Филипче е во заладени односи со интегративците. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Иако тврдат дека нема никакви контакти, Таравари и Ахмети попладнево заедно присуствуваа на прославата во Слупчане. Камерата на Алсат го снимила и нивното поздравување. Таравари, како што пишува Алсат, првпат присуствува на оваа прослава. Настанот и поздравувањето на двајцата партиски лидери доаѓа токму во време кога Вреди го обвини Таравари дека преговара соработка со Дуи за локалните избори. Во Слупчане денеска беа поставени знамиња на голема Албанија, а на прославата настапија играорци во униформи на УЧК. Ахмети и Таравари објавија фотографии и видео од настанот на социјалните мрежи, но не и поздравот меѓу нив. Преку видео објава со знамиња на голема Албанија, вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи, кој доаѓа од партијата на Таравари, го честиташе 2 мај, денот на воспоставување слободна зона во Слупчане во 2001. По реакцијата од медиумите го смени видеото, но без да даде одговор што се случило и без да се извини за потегот. 2 мај на сите албанци го честита и од коалицијата Вреди, како датум, како што велат тие за почеток на ново поглавје. Во Слупчане се уште стои споменикот на УЧК, отворен пред 3 години, за кој тогашното државно раководство тврдеше дека е дивоградба. Вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи со објава на Facebook го честиташе денот на прогласувањето на слободната зона Карадак за време на војниот конфликт од 2001 година. На видеото, снимано со мобилен телефон од целото Слупчане, се гледаат бројни албански знамиња закачени на електричните столбови, а на сообраќајните знаци поставени се и знамиња со карти на голема Албанија. На видеото се гледа и музеот посветен на УЧК кој беше отворен на денешен ден пред 3 години. Во објавата вице-премиерот Фетаи се заблагодарува на поранешните војници на УЧК и пишува дека Слупчане не е само место, туку олтар на слободата. Честит 2 мај, ден на прогласувањето на слободната зона Карадак. Но снимката на која се гледаат знамињата со голема Албанија, за кратко ја повлече Фетаи и ја замени со ново видео од кое беа избришани тие делови.
денот на прогласувањето на слободната зона кај Слупчане го честиташе владиниот коалиционен партнер Вреди и како што велат, 2 мај е датум кој потсетува на жртвата за еднаквост и правда. Секоја година на 2 мај жителите на Слупчане и пошироко го одбележуваат еден од најважните датуми во поновата историја, денот кога е прогласен за слободна зона по вооружениот конфликт во 2001 година, велат во своето соопштение од Вреди. Споменикот на УЧК во 2022 го отвори лидерот на ДУИ Али Ахмети, а настанот предизвика бурни реакции. Тогашниот председател Пендаровски рече дека објектот е дивоградба, а дозвола за него не била побарана ниту од Министерствата за култура или транспорт. Изградбата на споменикот ја финансирала општината Липково, за што потрошила 200.000 евра. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Ако екс-министерот за економија Крешник Бектеши биде обвинет за трагедијата во Кочани, Али Ахмети ќе излезе на улица и нема да се врати додека не испровоцира со локалните да се одржат и предвремени парламентарни избори. Вели во разговор за Слободен печат лидерот на ДУИ Али Ахмети. Тој најави масовни протести за неселективна правда, за поддршка на Бектеши, но и поддршка на протестите на ангелите, организирани од родителите и блиските на загинатите од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, каде загинаа 62 млади и околу 200 беа повредени. Тој е дециден дека ако се чепне во албанскиот јазик, ДУИ ќе повика на бојкот на локалните избори, за да не се постигне цензус и гласањето да пропадне. Председателот на ДУИ открива дека премиерот Христијан Мицковски прв излегол со понуда заедно со локалните да се одржат и предвремени парламентарни избори уште пред стодена влада, но на втората средба се премислил. Ке протестираме за Крешник, ако Али Ахмети излезе на улица, враќање нема. Ке ги поддржиме и барањата и протестите на семејствата на загинатите деца во Кочани, кои исто така бараат неселективна правда. Тој процес може да заврши само со предвремени парламентарни избори. Во пакетот мора да има и ветинг на сите политички партии од 91-та досега, ветинг на сите функционери за потеклото на нивниот имот од 91-та досега, ветинг на процесот на приватизација на државниот имот по 91-та година, ветинг под меѓународен надзор и на суди, јавни обвинители и на самата полиција, вклучувајќи ги и сите политичари, вели Ахмети за Слободен печат. Улицата е на народот, а не на милионерите што се плашат од правдата во звратија од Вреди на пораките од Ахмети. 20 години на власт, никогаш на улица за народот, секогаш во тишина за правдата. Сега кога системот што си го изгради за себе се руши, Али Ахмети плаче за улицата, оти му се лизга тронот од рацете и лажицата од уста. Денес ДУИ се обидува да се представи како жртва, ама единственото нешто што навистина ги плаши е правдата и гласовите на народот. Тие знаат дека на избори ги чека катастрофа, затоа шират страв, затоа повикуваат на бојкот, но нема веќе враќање назад. Народот се разбуди и овој пат ни улицата нема да го спаси, Али Ахмети порачуваат од Вреди. Примената на замрзнатите цени и маржи е завршена, трговците ги објавија новите цени, граѓаните велат дека не забележале зголемување, но очекуваат дека такво нешто може да се случи. Од владата најавуваат засилени контроли и велат дека нема да дозволат раст на цените. Втор ден без замрзнати цени и маржи, ценовниците низ маркетите останаа непроменети. За сега нема поскапување на основните прехранбени продукти, како и на хигиенските производи. Граѓаните кои утринава излегле да пазарат, ни рекоа дека на рафтовите се уште стојат старите цени, но поучени од минатото. Стравуваат дека повторно наеднаш ке поскапи се. Бев са бајле, ама немаше. Исти се цените како од минатите денови? Да, тоа што купив е те исто, се не знам другите. Да, на брзината идат из пазари. Очекувате да пораснат цените сега од која Ке пораснат со гаранција. Со гаранција ќе пораснат. Требаше да потраат мерките малку подолго. Треба. Треба, пензионерите се со мали пензички и треба. Секогаш ги покачува. Ќе види сега јајца на што бе 68 денари. Сега ќе видат најмалку 90 денари. Премиерот пак уверува дека нагло поскапување ќе нема. Такви трикови ние нема да дозволиме да се случат. Тоа сега видите можеби некој да се обидува да се служи со такви трикови, но тоа нема да се случи, бидејќи лично разговарав и со министерот и со директорот на пазарниот инспекторат за засилена контрола не само кај трговците, туку и кај дистрибутерите и производителите. Да видиме да нема некои
При влезните фактури сега пак исто така трикови. Не само и оние кои што ги продаваат на своите рафтови во своите дуќани. Така што нема да се дозволи тоа. Користејќи ги податоците од минималната синдикална кошница, Сител направи анализа како се движеле трошоците за храна и пијалоци во период од една година. На 4-члено семејство во април лани му биле потребни 22.200 денари. Истиот месец годинава околу 21.500 денари. Гледано по месеци има доста варијации нагоре-надолу. Од мај минатата година цените бележат пораст, достигнувајќи 23.000 во септември. Потоа следи благ пад во октомври поради мерката есенска кошница. Од тогаш цените растат постојано и го достигнуваат пикот во февруари, со речиси 23.500 денари. Откако се замрзнаат цените и маржите, трошоците за храна и пијалоци бележат континуиран пад за 2.000 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија. Јавниот долг во првиот квартал од годинава се намалил за 4,7 поени на 57,7% од БДБ. За 3,7 поени се намалил и државниот долг. Од Министерството за финансии велат дека ова е резултат на нивното одговорно работење. Две причини се тука главни. Една е заради новиот бруто домашен производ кој што го проектиравме за 2025, тоа е раст од 3,7%, но и фактот дека имаме намалување во апсолутен износ кај јавниот долг од 36 милиони евра, чисто за споредба. Минатата година и за истиот период наместо намалување сме имале зголемување од 292 милиони евра и тогаш состојбата била со таквиот проектиран БДП како што го проектираше претходната влада, 58,6%. Значи, во суштина за овој краток период од неколку месеци, покажавме дека со едно одговорно и домакинско работење може многу внимателно да се трошат народните пари и во суштина тоа го докажува, да кажам, и намалување на апсолутниот износ за 36 милиони евра во однос на крајот на 2024 година. Македонија бележи пат од 6 места на индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Според анализата, власта и опозицијата имаат создадено паралелни медиумски системи преку кои вршат политичко и економско влијание. Од Сдруженијето на новинари велат дека ова е потврда за потребата од реформи. Македонија годинава забележа пат од 6 места на индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Наместо напредок, државата се најде на 42-то место со јасна порака. Дека иако новинарите не се соочуваат со класично непријателско обкружување, дезинформациите и ниското ниво на професионализам сериозно ја разнишуваат довербата на јавноста во медиумите. Извештајот предупредува и на односот на државните функционери, кој често знае да биде деградирачки и навредлив кон новинарите. На хартија слободата на медиумите се уште е загарантирана, но реалноста покажува дека критичкото новинарство се потешко обстанува. Двете најголеми партии, и владеачката и опозицијската, имаат создадено паралелни медиумски системи преку кои вршат политичко и економско влијание. Како да се подобри состојбата? Пред се, значи, усогласување на националното медиумско законодавство со Европскиот акт за слобода на медиумите, формирање на фонд за поддршка на медиумскиот плурализам, потоа ефикасно решавање на сите нерешени случаи на напади врз новинари, воведување на правна заштита против злоупотреба на слеп тужбите и се разбира политичарите, особено они од позиција на моќ, да сватат, да ја негуваат културата на говор кон новинарите, бидејќи само со почитување и взаемна доверба може да кажеме дека ќе стане збор за вистински однос во кој што ќе се вреднува новинарската позиција како глас на јавноста. Извештајот покажува дека телевизијата е доминантен извор на информации, но и дека земјава бавно го согласува медиумското законодавство со стандардите на Европската унија. Дигиталниот простор пак станува извор на дезинформации и закани. Политичките партии денеска со меѓусебни препукувања за тоа кој е виновен што Македонија бележи пат на индексот на слобода на медиумите. Според опозицијската СДСМ, виновна е владеачката гарнитура. Од 118-то место во 2016 година со СДСМ Македонија напредуваше до 36-то место, на најдоброто место во регионот, благодарение на посветените политики за слобода на говорот, транспарентност и независност на медиумите. Овај континуиран напредок на слободата на медиумите сега е сериозно загрозен. ДПМН се врати, слободата на медиумите замина.
Од ВМРО-ДПМН пак вината ја префрлаат на опозицијската СДСМ. Падот на индексот на Репортери без граници се должи главно на ширењето на лажни вести и дезинформации. Главната фабрика за лажни вести и дезинформации во отсуство на конструктивни политики се СДС и Венко Филипче, зашто како партија имаат и осудителни присуди за тоа, велат од владеачката партија. За опозицијските партии Левица и ДУИ, владеачката коалиција е виновна за задушување на медиумската слобода. Сликата од извештајот покажува дека од земјите во регионот, Македонија и Црна Гора имаат поголема медиумска слобода, дури и од членките на Европската унија, Грција, Бугарија и Хрватска. Во регионот најтешко работат новинарите во Србија и Косово, а во светот на последно место се Кина, Северна Кореја и Еритреја. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Следното информативно издание во 23 часот, до тогаш останете со Сител. Пријатно.